Почитувани представници на медиумите, денеска ќе бидам дел од еден тематски важен форум во организација на Financing, на кој ќе зборуваме на тема која е во центарот на современите економски предизвици и аспирации. Познавајќи ги учесниците, уверен сум дека ќе имаме плодна дискусија во која преку диалог ќе споделиме сознанија, идеи и размислување за економската криза и економските поуки кои можеме да ги извлечеме и да ги ставиме во функција на развивање на поотпорна и по-просперитетна економска иднина за нашите граѓани. Како представник на владата имам многу што да кажам за тоа што направивме за да го заштитиме животниот стандард на нашите граѓани и да ја задржиме деловната активност на нашите компании во услови на исклучителни тешки економски шокови. Во пикот на кризата, владата донесе и имплементираше околу 110 мерки, дефинирани во 6 пакети, а сето тоа затоа што животниот стандард на граѓаните ни беше најважен. Ги насочивме мерките за да ја зачуваме нивната куповна моќ во екстремни услови и на тој начин да обезбедиме лесното задоволување на основните потреби. Овие мерки има позитивни ефекти и кон стопанството затоа што одржувајќи ја поборавачката на пазарот се спречуваше домино ефектот на затворање на бизниси и губење на работни места. Само за потсетување, меѓународните финансиски институции укажаа дека ако не би биле мерките, 80.000 работни места би биле изгубени. Реагиравме и во делот на поддршка на ликвидност за компаниите успешно да ги исполнуваат своите краткорочни обврски, како што се исплата на плати на вработените дури и во ситуации кога дел од нив се соочува со нарушени приходи. Она што е уште поважно, на форумот како представник на владата ќе имам што да кажам и за тоа кои се нашите визии и конкретни системски мерки за кои ќе ја зголемат адаптивноста и отпорноста на економијата во иднина. Мораме да избегнуваме економската пракса на создавање на зависности, воспоставување на економска меѓузависност во регионот и забрзано интегрирање кон Европската унија е патот кој води кон просперитет, раст и развој. Кризата ја оправда и ја нагласи потребата од усвојување на националната развојна стратегија која ќе представува визија за развојот на нашата држава и општество во претходните 2 декади. Преку приоритизацијата на стратешките развојни области и поставувајќи механизам за соодветно искористување на ресурсите со кои располагаме како држава. Благодарам.